Во период од само неколку недели, 3 звучни имиња од регионалната сцена се најдоа во центарот на сериозни инциденти, што ја вознемирија јавност. На почетокот на месецов експлозивна направа беше фрлена во дворот на домот на Здравко Чолич во Белград. Потоа македонскиот пејач Даниел Кајмаковски беше киднапиран по настав во Белград. Последен во низата е случајот од пред неколку дена кога во луксузна населба во Белград на вода изгоре брабусот на популарниот српски јутјубер познат како Бака Прасе. Експлозив, киднапирање, запален автомобил. Случајност или нешто се случува на балканската сцена. Дали естрадата е на удар и колку јавните личности се лесна мета. Да си кажеме на Телма, добре дојдовте. Добре дојде и за моите денешни гости Антонио Димитриевски, новинар кој одлично ја познава естрадата не само во регионот, и Васко Спасовски, менаџер на неколку музички имиња од Македонија. Благодарам за поканата. Добро утро, добар ден. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам на поканата. Фала на Бога, добри. Искрено мене не ме ниту изненадуваат, ниту возбудуваат. Тој настани секогаш ги имало, ги има и сега, само што се погодија некако 3 во серија. Тоа беше првото прашање. Дали станува збор за коинциденција? Да, мислам дека да чиста коинциденција. Не за некаков показател дека живееме во несигурни времиња, кога никој не е безбеден, а не особено луѓето кои се јавно експонирани, па и кои се звезди и кои е видливо дека имаат пари. Ова се многу по-безбедни времења, да речеме почетокот на 90-тите, кога во Белград се случуваше хаос, кога имавме мафијашки пресметки секоја вечер по улиците, ако веќе зборуваме за северниот сосед, отколку денес. Не, мислам дека се работи за чиста коинциденција и немаат некаква поврзаност едниот другиот со третиот случај. Заради тоа што се работи за 3 одвоени случаи кои јас следејќи го тоа малку подетално и изјавите на стручњаците, на полициски инспектори, кажуваат дека се работи за 3 одвоени инциденти и дека за 3 инциденти всушност е мотивот различен. Во случајот на Чолич има 2 верзии. Една дека е фрна бомбата по грешка, заради тоа што до него живее неговиот бивши менаџер, па дека таму требало да биде опомената, а е прашање на опомена. А второто дека е фрлено на вистинското место кај што тој што сакал да фрли експлозивната направа го направил, наводно заради некаква изнуде или рекет. Во случајот на Кајмаковски велат дека се работи за лихварски долг. Ова е неофицијално, од она што мои колеги по Белград и наши колеги го дознаваат. Сумата. Заради тоа што за 20.000 евра никој не ве киднапира. Значи 20.000 евра е премала сума за некој да се го стави на ризик животот на коцка, да утре заглави кривично дело за кое се добива долгогодишна робија. Значи премала е сумата. Веројатно се работи да го уплашат за некаков лихварски долг некому кон некому и така натаму, ама велам тоа се само засега неофицијални информации и веројатно се тоа луѓе кои се нечии луѓе и до сега ќе ги фатеа. Колку и тоа да звучи дека зборувале на странски турски јазик и така натаму, тешко дека може да избегате. И ако зборуваме за овој третиот последниот случај, вчера, односно изутринава издегува нови информации. И нови видеа имаше кои имаше уапсене овој сторителот, се работи за 23 годишно за Бака Прасе зборувам, да. 23 годишно момче за кое мотивот велат дека е лична суета. Ти си бољ. Има и таму неколку верзии, и таму имаше верзија дека врати ги парите што ги должиш, као опомена. Едното е дека ти си подобар јутјубер од мене, а второто е дека е пратен од некого за да го направи тоа, за да му ги врати парите. Тоа е тоа што јас го имам како прво сознание. Васко, генерално по овој обширен околу Чолич, моје мислење дека со куршуми можеш да случајно да промашиш, да мислам дека бомба да фрлиш сигурно е. Моје мислење дека наменски е фрлена за Здравко Чолич. Добро, завршила на вистинското место. Да, мислам, според мене завршила. Да е куршум, нели? Пука што митралес, нели може да залута куршумот, меѓутоа за Чолич мислам дека е кон него директно, зошто не знам. Видете, у Србија ова го има со години наназад. Од секојаш. Подземјето у Србија е
поврзано со Тесно со естрадата, затоа што има премногу пари и бизнис. Тоа е у Србија бизнис, многу пари се заработува од естрада. Подземјето у Србија е влезено у спортот, како што бевме сведоци пред неколку години, кога се опсија, нели. И сега е така, не е само наратив Сигурно, останат од не, 90-тите години не. што ги спомена Антонио. Сигурно. Јас сум лично знам луѓе кои што се од балканските простори, ексиу просторите, кои што, на пример, вие не можете да пеете у Швајцарија ако не каже некој главен босанец, човек од Босна кој што е одговорен и држи 15-20 дискотеки у Европа. И он кажува дали ќе пее или не. И на пеачиве кои што, а они се као менаџери на пеачите, и ги експлоатираат пеачите, знаеш за кого зборим, има многу такви од српска естрада, кај што се уценувани, условувани, им купува, знаете како функционира тоа, им даваат, да речеме, годишно голема сума на пари и они му викаат, менаџерот, мафијашот му вика на пеачот, ти нема да, не те интересира сега каде ќе пееш и за колку пари ќе пееш. Платен си веќе да, готов. ти си платен, да, за цела година, да. Платен, така е. Да, и тоа функционира со години, така да Тоа функционира така и со доврните музички имиња. Допира и до Здравко Чолич, до Момчило Бајагич Бајаги. Еве еден Мислам случај дека сега да го надополнам Васко. И за твоја информација Горана, веројатно ја знаеш. Во тоа такво милие често доаѓа и до меѓусебни пресметки помеѓу клановите кои ги држат музика. Скоро беше претепан менаџерот на Аца Лукас, нели? Аца Лукас беше и бркан у Бања Лука. Така, Саша Мирковиќ, Аца Лукас пред Со некој ден, бркан. пред некоја недела беше бркан со автомобил да биде наводно ликвидиран од значи доаѓа и до пресметка на самите кланови. Подземјето влезе во естрадата на почетокот на 90-тите. Цеца никогаш немаше да биде тоа што е да не станеше девојка или подоста жена на Аркан. И не само Цеца. Еден дел на естрадата. И тоа интегрирање практично мафијашките кругови, армониката од кафеана, од Ибарска магистрала ја внесоа во дискотека, ја донесоа во Белград. И практично инволвирањето на како се вели на подземјето во фолк музиката го создаде турбо фолкот со тоа што ги спои големите композиторски, аранженски, продуцерски имиња кои правеа модерна музика, беа претходно рокери и така или не знам, правеа поп песни, ги интегрираа во фолкот. Меѓутоа сето тоа беше платено од оние црните пари. Тоа е така само во Србија или зборуваме генерално, регионално, зборуваме и за Македонија нема естрада. Јас мислев дека на ова прашање ќе ми одговорите малку поумерено, вие многу категорично тврдите, а јас се повеќе мислев дека на пример и медиумите, малку и ние новинарите придонесуваме со известувањата, со начинот на известување и дека на некој начин ја романтизираме таа врска помеѓу подземјето и естрадата. Или таа врска е нераскинлива и од 90-тите како се создала, тоа трае и денес. Се уште трае тоа според мене. У Бугарија истото се случува, за Грција не може да зборам. Значи земјите што имаат мафија, владеат и со естрада. Има и пари на естрада. Мафија има сега. Зошто нема пари на естрада кај нас у Македонија? Просто. Подземјето нема интерес. Мали се парите за да има пари на македонска естрада. Зборам сериозни пари. Мислам дека подземјето у Македонија ако го имаме некакво, дека би влегло и дека би пробало да заработи. И добро, тука се наметнува прашањето каде е тука системот, институциите. Веројатно ако го знаете тоа вие, еве го знае целата јавност, се шепоти и се гласно се зборува вака категорично, се тврди низ години назад за врска од 90-тите години наваму и не е тоа само во Србија, еве и во Бугарија, секаде каде што се врти кеш. Кеш ли се врти прво на естрада? Да, тоа е таму се црните пари од нели дрога, оружје, проституција и така натаму. Значи каде што има пари, има и врски помеѓу естрада и има интерес подземјето да влезе во таа прикажа. Зошто системот не стави граница на тоа и не ја приближи естрадата повеќе до културата, тамо каде што треба да припаѓа и дозволува да биде раководена или организирана или да биде во шема со и во преградки со подземјето. Така, одговорот е многу едноставен. Ти си политички новинар и веројатно добро знаеш дека подземјето е тоа кој ги врши валканите работи за оние кои допрва треба да станат власт и во моментот кога тие ќе дојдат на власт, вака гледаат со расширени прсти му низ тоа што потоа подземјето го работи, тоа се спрегите со естрагата, меѓу другото, меѓу останото. И веројатно е тоа не е од сега. А зошто естрадата молчи?
Што Ако мораат да молчат некои нови имиња за да се докажат или за да се пробијат, па за да успеат да организираат и да стасаат до концерт во Швајцарија или во други земји каде што живеат луѓе диаспора од овие простори, може би и треба да калкулираат и нема друг избор. Меѓутоа, зошто би молчали имиња како Здравко Чолич? Затоа што тие пари, тоа богатство, тоа влијание, таа популарност ја добиле најверојатно влијание и помош има и подземјето се до тоа. Тоа е една работа. Здравко Чолич направил и кариера и пари во едно и друго време кога имало ред. Се согласувам, меѓутоа знаете како, имате семејство, имате како се вели деца, имате жена, имате имот, утре може да снема нешто од тоа. Стравот е И сладки се парите. страв. Тоа. Пред неколку години имаше во Македонија, не знам Антони дали е запознат со тоа, имаше обид на едни партиски војници да опреземат бизнисот со организирање концерти на изведувачи од регионот. Проба, влегува, видел дека се мали парите и се повлекува. И ги остави овие други да нешто работат си работат. Зошто се мали парите? Еве да земеме да ги споредиме Србија и Македонија. Бројно, добро, поголема држава, побројна нација се. Меѓутоа за колкави пари станува збор таму, за колкави кај нас? Колкава е таа разлика кога зборуваме за пари? Еве, од Зошто е милиони таа до страда? стотици илјади. Да. Топ Тоа е 10 пејачи у Србија заработуваат преку милиони годишно. Преку 1 милион сигурно. Ја знам конкретен случај Зацо Пејович годишно е 2-3 Сигурно. милиони. Кој заработува најмногу од српската страна? Па најмногу. Веројатно Брена Цеца, Да. Чолич, како се вели. Иако апсолутен Мерлин шампион е лидер. Дино Мерлин е лидер. Да, апсолутен шампион е Дино Мерлин. Значи не е српска естрада, е регионална естрада. Најскап платен певач. Меѓутоа Дино Мерлин е неговиот настап, еве јас ќе ви кажам, чини некаде околу 150.000 евра. За 2 часа. Значи, а вие видите колку концерти има, отворете му агендата, ќе видите дека нема игла кај да фрлиш, секој викенд пее негде, а и вон викенд. Во Бугарија колку пари се вртат? Исти суми, слични суми? Не, нема информација, за Помали се, веројатно за разлика од помали се. Србија помали се. За Кои се разлика таму од главни Србија. звезди? Овие кои исто пеат спојна поп и фолк, значи од Азис типот на Гергана, Преслава, Азис, Гергана, значи они, добро, Гергана сега не, ама беше. Генерално, не знам, Марија, Азис, Преслава, ги има повеќе, се Глорија, менуваат така. Глорија и така натаму. Се менуваат, ама кругот е тој. Некаде сум прочитал дека Драгана Мирковиќ е најбогатата српска пејачка. Ама не од музика, не од Ама не естрада. од музика. Од бившиот сопруг. Од бившиот сопруг. Да. Сега скоро Се се разведе. разведе, да. Сопругот е бизнисмен кој Кој што живее во Австрија, живее во Виена Они и имаат замок во Виена. така. Не дека и денес не е богата, веројатно добила добар дел од колачот, меѓутоа не е тоа заработено од музика. Факт е Има дека е добар звезда дел. у тие- Факт е дека е звезда. Влегува ако не оправите 5, управите 10 Сигурно, сигурно. Меѓутоа не е она top of the tops. Добро, и кога би го вратиле разговорот на наш терен, на македонски терен, која звезда од Македонија музичка, естрадна е најбарана, најпопуларна или да, најплатена или најмногу заработува или може да заработува ако успешно плива на овие регионални Кај нас коридори? повеќе пари заработуваат пејачите кои што пеат на свадби. Зошто е тоа така? Зошто е таа разлика не само во бројноста на населението и веројатно има станува збор за структурна разлика некаква. Па ете многу Иста држава сме, многу сме слични по менталитет, бевме иста држава толку години. И на што се како ги објаснувате тие разлики? Тоа е истото прашање ја го поставам често зашто нашите пејачи не може да го поминат Табановце. Видете, кога зборуваме за фудбал или за било кој друг спорт и кога се обидуваме да се споредуваме со соседите, со кои сме биле дел од иста држава толку години, Па тука сме негде. не сме тука, има големи разлики, меѓутоа, на пример Зборам за Србија фудбал. вложува А за Србија кошарка? во ватерполо, еве сега европски лидери има Така, големи да, успеси. така е. И во секој спорт има зборам за фудбал, позначителни мислам дека сме успеси. тука Има негде. светски познати кошаркари, Џоковиќ, најдобар тенисер. Јокич така. И мене тоа И никогаш не ми можеме стана јасно. спортски да се споредуваме со нив затоа што повеќе инвестираат во спортот. Зошто повеќе кога инвестираат- станува збор за музиката, зошто Затоа што и приватните телевизии вложија низ овие 20-30 години вложија Има у така. у естрада. Значи, телевизиите Тоа е еден од сегментите.
Тоа е еден од сегментите. Има неколку, тоа е еден, како да кажам, Зошто српската естрада е многу поразвиена од хрватската? Не би рекол дека е многу поразвиена од хрватската. Не, ја не се согласувам дека е поразвиена. Можеби заради тоа што турбо фолкот повеќе влезе во Хрватска отколку што хрватската музика успела да влезе во Србија. Меѓутоа и хрватите имаат исклучително развиена естрада. Доста скапо платени се пејачи. И многу регулирана естрада. Таму авторските права се, значи да речеме еден Тончи Хулич заработува стотици илјади евра авторски права. Годишно зборува. Джибони, и така натаму. И тоа е под контрола на некои структури таму? За Хрватска е тешко да се зборува затоа што бидејќи е членка на Европска унија или не? Меѓу другото и заради тоа што со влегувањето во ЕУ веројатно се регулираат и многу други нешта. А бугарите како тоа го? И кај бугарите не е како што беше. И кај бугарите не е како што беше. Знаете како таму, тие што се огрешиле добија втора шанса да ги легализираат парите, па некој го направија хотелите у Албена, некој ги направија хотелите у Банско, некој влегува во естрадата, тие што не сакаа, им се случи што им се случи. Кој заврши како што заврши, кој заврши на друго место за секогаш. Така што и таму не е веќе како што беше откако тие се во Европската унија. Меѓутоа, генерално да се вратам на одговорот на прашањето. Македонија има проблем со нерегулирана естрада по повеќе основи. Прво е веројатно поданичкиот дух е во менталитетот. Второ е она Васко што го спомена медиумите. Ако вие во прайм тајм немате на ниту една телевизија музички емисии, ток шоуа, не знам, гейм шоуа, не знам, топ листи и така натаму, не може да очекувате, а имате само турски серии и политички емисии и странски филмови, така натаму, имате проблем. Тоа е, значи немаат каде што да пласираат. Втора работа, странците овде, па велам странците и овие од регионот особено, влегуваат кога сакаат, како сакаат, ниту дозвола за престој, ниту работна дозвола, ниту платен данок, најчесто изнесени пари во кеш. Зборувате за србите, хрватите, кога босанците. настапуваат во Македонија? Да. Зошто е така? Прашајте ги овие од УЈП, прашајте ги од Министерството на култура, прашајте ги. Не овие сегашни. Свесно се дозволува, зошто? Не знам зошто. Не знам зошто. Затоа што пропуст на системот, едноставно. Веројатно не сваќаат немарност. Нема интерес. Дека естрадата е мислам дека ги немаат пресметано некој од државата или од туја, пошто вика Антонио, колку пари се изнесуваат од државата. Тоа не се мали суми. Колку според ваши пресметки? Јас имам правено пресметки за една година, па да ви кажам, ако една дискотека во Струмица за една сезона, тоа да речеме од септември до јануари троши по 200.000 евра за пејачи. 150 до 200.000 евра за пејачи у една сезона, а има 2 сезони годината. На тие 150.000 евра данок државата колку би земала? За овие 30 години, не само Струмица, колку сме 35 колку сме независни? 35 независност оваа година. Така, 35 независност по мене меѓу 1 и 3 милиарди се изнесени од Македонија во кеш. Сигурно. Зборам за естрада. Во кеш. На страна како повеќе од 1, помалку од 3? Меѓу 1 и 3 милиарди. Зборам во евра. Аца Лукас, 10 пати настапува во Македонија, 20.000 евра, колка е сумата? Како е обратно кога нашите настапуваат таму? Плаќаат данок? Не настапува. Нашите не настапуваат, ја кажете ми кој последен пат настапил у Белград за или пари не, онака гости идат по телевизија. Одат на емисии, одат по дискотеки не настапуваат како што настапуваат српските тука? Не, менаџерот нека ви каже. Сум работел ја менеджмент, а и тој бил новинар. Не, така, нема такво нешто. Од Тоше наваму немаме македонски пејач кој е баран на бившите југословски простори? Не постои такво нешто. Не постои такво нешто ни за. Вие мора да се изборите и Тоше не бил баран, се изборите за простор за меѓутоа и Тоше немаше да биде Тоше ако не снимеше песна од Жеко Јоксимовиќ Чија си, ако не снимеше дует со Тони Цетински, со Антонија Шола, со Ања Рупел во Словенија, ако
не правеше паралелно албум и на македонски и на српски или хрватски, како god да. Ако композитори не му беа Миро Буљан, Рус, Леонтина и така натаму. Бидејќи го вперите прстот само во телевизиите и во државата. Видете, имаме прекрасни вокали. Друга ми е мислата. Имаме прекрасни вокали. Факт. Така е. Го вперивме и во ЮП, го вперивме и во И во денешните генерации имаме прекрасни вокали. И машки и женски Никој пејачи. од нив не може да стане звезда. Зошто? Дали вие недоволно може да ги пробиете таму? Зошто зошто не договорите со автор да им се направи песна на српски јазик што ќе биде хит регионален? Затоа што финансиски нема да може да издржат. Кој? Пејачот кој што или менаџерот. Не е само песна да му направиш. Значи, ти ќе му направиш и песна. Јас сум се обидувал, јас сум менаџирал, знае Васко, 10 години го работев тоа. Сум чукнал и на вратата на ДМСАТ, и на вратата на Пинк, Гранд, и така натаму, на Гранд. Не, ама на Пинк да. Значи, што е проблемот? Не е проблемот само вие да имате песна испод. За тој едно гостување настап во вакво студио, се плаќа. 10.000 евра тогаш беше зборуван пред 20 години. Се плаќа. Значи, јас кога велам за нашите да настапат таму треба да платат, а кога доаѓаат србите тука ги товарат за поданички дух кога зборувам, ние на аеродром со камера и со микрофон чекаме да слета, не знам, јас сум работел Розга или Северина, ние се тепаме кој ќе ни биде гостинка од нив во емисија, која ќе договори интервју за овој и оној портал, која ќе биде гостинка на овој и она радио. А таму за сето тоа да го направите, треба да се ангажирате пиар кој ќе го платите. Кошто многу поише од овде во Македонија. А пиарот за да ви го возможи тоа, плюс сегде ќе мора да платите на секое гостување. Ретко негде, ретко на не се плаќа сегде, ама принцип се плаќа. А на главните медиуми се плаќа. Се плаќа. И кога ќе му кажете на пејачот дека треба да вложи 200.000 евра за да песната и спотот му се појават таму, оти само песната ќе го чини сигурно 10.000 евра. Сигурно. А спотот може би и повеќе. И сите тие други појавувања, кажете си нормален, па треба до крај на кариера да работи. Затоа немаме тоа. Добро, ако Македонија еве низ години се покаже како несериозна држава, доволно за да си го среди сопствениот договор кога станува збор за естрадата и за да го регулира начинот во услови кога забрането е плаќање во готово, значи кешот одамна е ставен надвор од законските рамки и сега доаѓаат србите полнат вреки со пари и ги изнесуваат. Од Македонија вие велите стотици милиони, можеби и милиарда. Србија е многу еве да речеме го обвинуваат за режим владењето на Вучич, авторитарна држава, зошто таа дозволува кеш плаќања и пари, одлив на пари во подземјето наместо тоа да биде под контрола на државата? Сепак се вртат пари кај нив. Београд на води е пола, мислам, некој изграден со црни пари и пола српска естрада има купено станови во Београд на води. Што квадратна стан е 5.000 евра. Свесно го толерира тоа српскиот систем? Да, мислам дека свесно се толерира тоа. Ја не можам сега да тврдам, не сум таму и не знам, ама особено бакшишот кој што го земаат српските пејачи, кој што е тие пари. Кој ги научува? Веројатно има у тоа вистина за една форма на перење на црните пари. Дозволено од државата. Добро, значи безбедноста кога така ја почнав емисијата е само еден аспект на една многу тема што е многу подлабока и поинтересна. Рековте кога станува збор за безбедноста, функционира правилото плати и мирен си. Меѓу другото, да. Мирен сон. Имате низ годиниве искуство и вака, ако се навратите наназад, случај каде што некој одбил да плати, пријавил случај, одбил да биде дел од таков систем, а некој талентиран пејач? Ја ти кажам, додека јас го работев ова што Васко сега го работи, двајца од овие што ги спомена пред малку, доаѓаат и на мојот тогашен ортак, кој сега исто работи, Сале, Сашко, го викаат во Александар Палас да седнат, се представуваат дека се заинтересирани за пејачи, да човекот мисли дека е некаква газда на дискотека, оди таму. Еден од овие двајца го седнува, другиот седи со уште двајца на друга маса. Овој не ги познаа нормално и му вика: "Вака се од секој настап кога ќе носите пејачи у Македонија по клубови, по дискотеки, 500 евра за нас." Ортакот ме го гледа, му вика: "Чекај бе, друже, па ние толку заработуваме, од кое додека отидеш до Струмица назад гори во на 100 евра се трошак, ние делиме двајца вика по 200 евра, како ти даеме тебе 500." Ја му вика: "Ќе му кажеш на газдата, ќе му кренеш цена." Тој вика: "Ако му ја кренам, нема да го земе пејач." Тој вика: "Тогаш на пејачот ќе му ја кренеш цена."
ќе му кажеш од неговите Да пари. набавиш. Вика, пејачот, ако му кажам дека треба да му земам 500 евра, нема да ми дојде. Заврши со закана по, да не кажам што, живот, малтене, и заврши со шлаканици. Јас бев тој кој имам повеќе контакти по разноразни институции, за да си ги приберат кучињата. Толку беше муавет. Заврши приказката, на крај завршивме со добра, бе, ај нека има еден коња, па барем и една флаша виски за нас. Ти го кажувам, овој прв пат го зборувам пред камери, не сакам имиња да споминам, Васко знае. Кога се случувало, пред колку време? Пред 27 април. Имало ке нас. Знаеш за кој инцидентно. 27 април зборувам? За Упадот да, во во парламентот. Имало инцидентни ситуации овде кај нас такви, меѓутоа далеко тоа што се случува у Србија. Не, имало овде и преспетки меѓу сега имаше скоро, Васко, така ли беше? Да. Значи, прво Се палат и тука джипови, коли, значи магацини. на Како пресметки на во естрадата? Да. во естрадата. Еве неколку случаи јас ќе кажам. Човекот кој организира концерти е добар менаџер, не можам да речам, еден од главните кои ги организира концерти, му беше запалено БМВ-то после концертот на Здравко Чолич, ова исто е пред не знам дали пред 27 април, ма тие години. Концерт имаше Здравко во Здравко Македонија? Чолич, овој му прави концерт, са бајлето си го наоѓа Изгорено. половина запалено, среќа спаси дел, мислам само дел го спаси БМВ-то. Пред неколку години, две може би има, на еден познат македонски продуцент и композитор и на неговиот брат автомобилот на Маквес во Штип му беше полиен со киселина, Солна киселина, да. со солна киселина. И доби две топаници дома пред... Само што заврши тоа, една недела после тоа на доделувањето на наградите на бекстејдж, истиот автомобил тргнале да го запалат во центарот на Скопје, значи било на ивент центар, железничка станица, средет центар. Значи за 2 недели му се случи еднаш да му го полијат со киселина, еднаш да му го запалат. Многу скоро еден менаџер прави во Јане Сандански концерт са бајлето, ги наоѓа комбињата изгорени, сомнежот е дека конкуренцијата запален. дека дека конкуренцијата му го прави тоа. Се наоѓа двајцата и на концерт на два бона, така ли беше? Овој добива од овој на кој му се запалени компињата, тепачка добива шише во глава. И сега тоа се, како да кажем, тоа се работи кои јавноста не ги знае, ние откриваме. Добро, зборувам за Македонија, зашто за Скопје зборувам. И се наметнува прашањето, на почетокот рековте помалку пари, помалку инциденти, веројатно. Или помал обем на инциденти. Само што овој нема Брабус, има, нели, инаку да има Брабус и Брабусот ќе му го запалил, а не БМВ-то. А на почетокот рековте дека и двајцата се согласите дека 90-тите години беа почетокот на нештата. Имаше. И дека сега сме побезбедни од тој аспект. Меѓутоа, благодарение на социјалните мрежи, веројатно, и на транспарентноста и на овие нови технологии и новото време во кое живееме, сите разбираме што се случило, веројатно. Порано имало, можеби и не сме знаеле доволно. Или генерално, денешниве генерации припадници на естрадата се помалку безбедни од тоа време. Ама, знаете како, кај нас, ретко некој дека со пејачот има работа. Обично менаџерите меѓу себе ги имаат овие рчки расправиот и кај нив се парите. Нема оде пејач што заработува милиони па да доеш ти да го не знам рекетираш. Васко, ти се чувствуваш безбеден? Си имал ти лично закани? Сум имал, тоа биле ситни, незначајни, и тоа било и од собственик, например, на дискотека или колега некој мој, кај што, нели, нормално секој сака поише да заработи, меѓутоа не може да биде ова монопол, не може само еден човек да го работи. Така да такви ситуации да, ама нешто посериозни, физички пресметки, такви ствари не ми се случило до сега. Добро, јас имам физички пресметки. Имал, да, пред неколку години. Тоа е тоа. Види, далеко сме од Србија, значи сме побезбедни, помалце пари има и затоа сме побезбедни. Заради навреди од кога јас работев менаџмент од друг менаџер, дојде до физичка пресметка, бев тужен, уредно си платив и тоа е тоа. Пред колку време е ова? Има 2-13 години. Добро, колку е тежок патот за врвните македонски пејачи и пејачки да се изнесат надвор?
Па зборувавме тоа пред малку. Финансиите се главниот проблем. Премногу чини за да можеме ние, јас као менаџер, Без разлика дали станува збор за Бугарија, за Србија, за Црна Гора. да, без разлика, да. Премногу пари чини. На тоа. оние регионални Сум бил лично, сум разговарал, сум седнувал на маси со српски менаџери, продукции, видеопродукции. Како се обезбедува настап на фестивал од регионален карактер на Покана. Тоа е сосема друго. Тоа е друго. сосема Сме биле, друго. тоа Сите сме многу биле. македонски пејачи. Јас сум модел лично на Сунчана Скали, Антонио Кај се не бил. Сме биле сите на тие Јас сум фестивали. Ноне доека бев менаџер на Ноне Делковска, сум ми поминал сите фестивали во регионот што може, се мои хрватските на Сплитски не сум бил. Дури победувала на некои фестивали, мислам И така ако се остави впечаток, тоа не значи автоматски дека Ништо не значи. Ништо, ништо. Ништо не значи. Тоа значи исто како Ќе те заборават од ако победиш на Макфест дека звезда си, не. Може да ти помогне, ама ништо не значи дека ниедна фестивалска победа по автоматизам не носи слава, носи нешто друго. Песната е фестивалската победа, некој гласал вака, некој гласал онака, некој пуштил поише, некој наместил, некој не наместил. Публиката не можеш да наместиш, или имаш хит или немаш. Но на почетокот рековте, кога зборуваме за естрада, не зборуваме само за песна, не се работи само Не, естрадата пакет. и гламур и Пакет. и поголем пакет. Пакет, Васко најдобро знае. Што ни недостига кај нас во Македонија? Ајде пак ќе кажам. Да не се повторуваме оние слабости структурни. Значи премногу имаме наплив на странска музика, ајде да не кажам српска, у Македонија. Значи премногу е, значи напливот на они тоа што го прават и она со Пинк телевизија која што трае тука колку години, 20-30 години, си тоа што го прави, они го прават, си влијае на генерациите што доаѓаат и сега децата денес слушаат таква музика. Значи на нашиве генерации млади што се никој не паѓа у несвест по македонски звездочи, затоа ние не можеме да произведеме нова македонска звезда. Еве кажете ми. Тројца победија наши на звезда Гранда, еве. Така? Да. Ниеден не е звезда од нив у вистинска смисла на зборот. Нивните, дури што не победиле, стануваат звезди. И доаѓаат пеат тука, заработуваат пари. Значи, заради тоа што машинеријата ги зема ако намириса кај нив. Овде машинерија не постои. Едноставно, а машинеријата естрадна е спрега меѓу медиумите, менаџментот, продуцентите и сведувачите. Тоа е И државата до сега Тоа е тоа. не ни помогнала. Еве ќе кажам пример, јас идам пред неколку години, тоа беше у филхармонија и барам за еден мој артист да ми треба 40 музичари кои што се од филхармонија и кои што треба да ги, нели, Да го придружуваат. да, и треба да ги платиме. Колку пари ми кажуваат колку пари се тие 40 луѓе за 2 дена свират. Се среќавам со еден друг менаџер од Македонија кој што носи странски изведувачи. У случајов Петар Грашо и му кажам колку пари мене ми бараат од филхармонија. И он ми се смее у лице и ми вика мене ми бараат на пола од тоа што тебе ти бараат. Значи кој како ќе се договори? Ако сака државата да помогне на македонската естрада, има многу начини. Не може да биде иста цената на салата на филхармонија на Борис за Македон, не треба да биде ако сака да помогнат збором. Да за македонски изведувач и за странски изведувач. Така е во Србија. За нивните е подобро отколку кога доаѓаат хрвати. Па верувам дека да. Добро, еве кога би ве прашале креаторите на политика, 3 клучни мерки што треба да и помогнат на домашната музичка сцена. Јас ќе кажам. Кои би биле тие клучни, што треба итно да се смени во законските рамки прво, а потоа веројатно да се спроведуваат законите? Задолжително прайм тајмот да биде ентертејмент на телевизискиот ентертејмент, барем на националните телевизии. Зборувам. Ако не и на регионалните, но што значи тоа? Од 18:30 до 2:30 домашна музика, домашни ток шоуа, домашни гейм шоуа, домашни серии, домашни филмови, домашни топлисти, домашна забавна програма. Не турски серии, не дебатни емисии. Нема проблем со тоа дека некои двајца треба да седнат и да зборат за политика. Најдете им друг термин. Легувате во Грција, пуштате радио, после Евзони. Што има на нивните радиостаници? Каква музика оди? На секој нивно радио. Велеско ќе го поминете, влегуваат грчките станици и слушате. Табановце нагоре исто тоа. Од Табановце натаму Српска на музика. секоја на Нивна радиото музика. само слушате поп или фолк, српска музика. Добро, кога некој млад музички талент би ве прашал за совет после толку години во работа во естрадата,
дали да стане, ако има талент, добар глас и Многу има такви кои што имаат и ве талент. прашаат за совет, ќе му речете не, зошто? Заради тоа што тешко ќе се пробие надвор од Македонија и не може добро да живее од тоа во Македонија, или зашто ако сака да се пробие ќе треба да се уиди со Само мафијата? ќе лажеме ако му кажеме дека ќе биде лесно и дека за една година ќе заработува многу пари. Затоа велам дека зошто ќе би му стане рекле звезда. не. Дека е лесно, не е лесно, ама јас не би му рекол не искрено, Не, заради јас не тоа би што прво никогаш не е доцна за да се променат нештата. Цел живот сум зборувал дека во Министерство за култура, не знам веќе кој, ама особено мислам дека е таму местото, треба се донесе закон за естрада, односно во парламентот, а да се имплементира преку Министерството за култура, а од друга страна да се направат една-две канцеларии, еден департмент за естрада, каде што луѓе кои ја познаваат естрадата, дали се тоа менаџери, бивши, сегашни новини, не Музички знам. новинари. Само да не се партиски административци. Оти тие врска немаат. Да се направи департмент кој ќе да ја регулира естрадата, односно кој ќе ги овие проблеми со кои се соочуваат, ќе се решаваат. Еден од оние кој Васко го кажа, еве ние сме го имале, јас како работам пиар и го работе пиарот на мојот бивши бенд Меморија, значи не може исто да плаќате ДДВ, а да некој кој доаѓа од надвор не го плати ДДВ-то на државата, заради тоа што е во рамките на некаков фестивал. А фестивалите не подлежеле на ДДВ и такви некои небулозни одлуки. Генерално има многу нешта на кои треба да интервенира државата, ама тоа е само едниот сегмент. Она другото е генерално треба се донесе и кога зборам државата и во парламентот, односно во собранието, ако ги регулираме тие, ако ви у Германија можете шајка да заковате ако немате дозвола за престој, да не зборам работна дозвола. Така. Значи, дозволи за престој, работни дозволи, договори, однапред платен данок, однапред платени авторски права. Се тоа административни работи. се мача да добијат виза за Америка, знаеш. Значи тоа се работи за кои така треба да се погрижи системот. Се дека тоа го нема, имате баш и бузук, село без кучиња. И една многу важна работа, општините што мислам дека прават огромна грешка, или тоа е нивна нели волја на граначалниците. Наместо да купат противпожарни возила, даваат пари за пејач. За Северина и за Диномер. Кога ми се мене некој си вработи на општина да ми побара пејач, нели мој клиент, и јас прво прашање ми е, кога го правам више последните 2 години, дали имате странски изведувач на Пети Јадар, што и да, не знам, не битно, нели нема многу низ Македонија. Да, имаме. Океј, цената за мојот изведувач е поголем. Ако имате само македонски изведувачи, ќе бидеме со поинаква цена. Драстично поевтини. Така е. И ми се чудат, им го објаснам, и ме сваѓаат. Тоа се све од делови од системот кои се методи на кои вие тогаш ќе имате повеќе македонски изведувачи, повеќе луѓе ќе ги видат, повеќе ќе бидат присутни на медиумите. Овие по сила на нештата кои им наметнете даноци и дозволи, помалку ќе доаѓаат. Да. И како? И за 5, 10, 15 години ќе изградите сопствен систем кој ќе биде систем регулиран и естрада. Антонио Димитриевски, Васко Спасовски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажам. Благодариме на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, со кое не следите, останете на оваа фреквенција, имајте убав ден.